Магдалина Јовановата Струмица е девојката која што повеќе од 10 години се занимава со рачна изработка на накид. Љубовта кон рачната изработка ја добила уште од раното детство од нејзиниот татко. Што се содржи нејзината колекција? Што се може да направи таа од накид и што се може да се најде во нејзиното студио 38 во утро ќе дознаеме токму од нејзе. Магдалина, ќе ти посакам добро и убаво утро. Како се роди љубовта кон рачната изработка, како настана 38 концепт студиото? Добро утро, Ивана, на тебе и на твоите гледачи. Како настана? Уште како многу мала јас занаетот некако си го наследувам од татко ми. Понатаму, како растев, почнав малку поактивно да се занимавам со изработка на накид. Веќе како студент имав учествувано повеќе базари тука во Скопје, земав учество на Баскерфест, на Виноскоп. Така некако животот ме носеше кон тоа, знаеш, константно да сум некако поврзана со работата. За потоа, нели, веќе кога се омажев и кога требаше со сопругот да одлучиме, нели, што ќе правиме со своите животи и како понатаму. Бидејќи тој е фотограф, во склоп на неговото фотостудио решивме да направиме и концепт продавничка, едно катче за мене, каде што ќе функционираме заедно, ќе работиме и ќе твориме и еве веќе 6 години си функционираме заедно во Струмица. Што е важно, Магдалина, кога се рачно изработува накид? Трпението е многу важно, но што е важно кога станува збор за материјалите, за самата изработка? Според мене важно е да се користат што е можно повеќе природни материјали. Јас се трудам да користам благородни камења, да користам бисери. Многу е битно да се користи материјал кој не рагиосува, кој трае, сребро, да биде нешто безвременско. Знаете, кога купувате накид, сакате тој да трае. Да. Тоа според мене е многу важно. Трпението е исто така, мора да го имате на претек, бидејќи работите со многу ситни работи, со монистренца, со камчиња, понекогаш што одзема часови, денови и истрајноста. Истрајноста во работата, бидејќи има периоди кога, например во зима најчесто, нема голема побарувачка, нели, на накид, освен кога се работи, нели, за подароци, ама истрајноста е многу важна. Што себе може да се најде кај вас, што себе изработувате од накид и што вклучува целиот процес на изработка? Значи, во моето студио мислам дека има широк спектар на производи. Освен накидот, работам и со графички дизајн, или како што реков, во склоп на фотостудиото и графичкиот дизајн некако одат рака под рака. Изработувам постери персонализирани, како например звездени мапи, зодијак постери, кои што се многу убав подарок за роден ден, за имен ден. Звездените мапи исто така одат како подароци за свадби, веридби и така натаму. И нешто што ми е многу драго се дигиталните портрети и илустрации, кои што ги работам според фотографии од клиентите. И покрај тоа, нели, како една главна дејност е накидот. Да. Процесот на изработка, како што реков, нели, може да трае со денови, може да трае со часови. Како тече во еден хаос, можам да кажам, да, позитивен хаос, шаренолик. Се одбира, например, зависи од тоа што го имам замислено,
одбирам нели со што ќе работам, дали одиме со варијанта на сребро, варијанта на златни топли нијанси, потоа колкави ќе бидат камчињата, дали ќе ги има тежина самиот накид, дали ќе биде полесен и со тоа се одлучува со каков конец ќе се работи и така натаму. Сето тоа си тече. Магдалина, од каде себе црпите инспирација? Сега во овој на период може да се забележат нели морски ноти во вашиот накид. Дали може и по нарачка луѓето кои што сакаат, имаат некаква замисла, па вие да им го остварите тоа? Да. Чести ми се изработките по нарачка и многу ми е драго, затоа што клиентите имаат една слобода да си одберат како сакаат да им изгледа накидот, бидејќи јас ќе им сликнам например нешто што мислам дека би им се допаѓало и тие си одбираат. Например, го сакам ова камче, она камче, го сакам овој привезок, оној привезок. И така заедно со нив го креирам и тоа ми е еден вид на инспирација, бидејќи понекогаш тие луди идеи на клиентите на крај завршуваат со нешто многу убаво, што например мене на крај памет нели не би ми паднало. Природата е една инспирација која што неисцрпна, можам да кажам, неисцрпна инспирација влечеме од природата. И најчесто си доаѓа сама по себе, кога ќе седнам нели да работам. Првин во глава може да имам една идеја, но понатаму како ги нижам топчињата, се раѓа нешто сосема различно од првичната замисла. Така, што најмногу побаруваат македонските жени? Дали кај нас онака слепо се следат трендовите или секој си има некој свој тренд, некој свој белек сака да остави благодарение нели на накидот кој што го носи? Па најчесто зависи од пригодата за која што купуваат накид македонките, можам да кажам. Кога е за нив, тогаш нели се водат од пригодата за која што се купува накидот, во склад нели со облеката, со фризурата и така натаму. А кога се купува за подарок, тогаш сакаат да има малку повеќе смисла подарокот, да има значење. И затоа најчесто ми ги кажуваат датите нели на раѓање, да го одбереме нели камчето кое што припаѓа нели на хороскопскиот знак и тука веќе се одбира дали ќе се изработи герданче, на раквица и така натаму. Значи кога се работи за подарок треба да има смисла и значење најчесто, а кога е за нив самите зависи од пригодата, меѓутоа главно низ Македонија сакаат нешто малку поедноставно, нешто посуптилно, а кога се работи за струмичанките, тогаш тоа треба да биде нешто малку погламурозно, болд, да има стейтмент самиот накид, мислам дека да се приметат. Така, да. Да, се гледа дека се е направено со многу љубов, дека максимално се вложуваш во она што го работиш. Што ве прави поразлични, уникатни, каков печат вие сакате да оставите? Леле, не знам, искрено не знам. Мислам дека користењето на природни материјали, дека тоа ме прави поразлична. Немам некој терк по кој што се водам, едноставно тоа што ми доаѓа одвнатре, тоа се манифестира и преку накидот. Не сакам кога парчињата наликуваат едно на друго. Сакам секое парченце да си биде уникатно и не сакам кога има еден ист тек самиот накид. Значи сакам кога е целосно различен, еве како например парчево што го носам, значи не е цело исто, туку е така весело, разиграно. Да, и се она што потсеќа нели на море, на лето, на плажа и сите убавини кои што ги носи летото, се дава ли доволно поддршка на занаитите во Македонија и на рачната изработка?
Кога почнав во моите почетоци, многу често знаев да ги слушнам муабетите дека нема да успееш, не се цени кај нас и така натаму. Меѓутоа, ако си доволно упорен и ако навистина си ја сакаш и си ја цениш работата и го најдеш вистинскиот начин да го промовираш тоа што го работиш, мислам дека граѓаните на нашата држава и такако умеат да го ценат, да ја ценат оваа дејност. Се повеќе и повеќе се уверувам во тоа, затоа што навистина си сакаат луѓето да си бидат уникатни и го ценат тоа. Да, убаво е, нели, секој да си има накид личен, нели, да не бидеме униформирани, нели, како сите други останати, но да се носи нешто што е впечатливо, уникатно и рачно изработено. Јас ти благодарам на одвоеното време и ти посакувам уште многу успеси во иднина да си имаш. Благодарам на поканата. Се надевам еве следниот пат ќе ни дојдете во Струмица во студиото да испиеме едно кафе и да поразговараме уште еднаш за ова што го работам.